Iz temnice velikom glasom ti tako skončaš se, ti tako skonča se. Govori, dušice moja grešna, što mi želeš i sušte, da vidiš kraj knjižni, jako i koradnik kraj morju, jako i bolen zdravije, jako i ubog pištu sebe i odejanije. Pokoj i rci i jad zajedno napisan. Prostete mi. Во североисточниот дел од Македонија, книжевни скрипториуми постоеле во познатите манастири од тој крај. Свети Гаврил Лесновски, Свети Јоаким Осоговски, Свети Прохор Пчински, Света Богородица Матејче, Карпински манастир, Марков манастир и други. Лесновскиот манастир со храм посветен на Свети Архангел Михаил се наоѓа во село Лесново во близина на Кратово. Настанувањето на манастирот се поврзува со животот на македонскиот пустиник Свети Гаврил Лесновски, кој што се мисли дека овде се испоснувал и одречувал во 11 век. Манастирската црква е изградена во 14 век. Врз темелите на постара црква се мисли од 11 век од ктиторот деспот Јован Оливер. Во текот на 14 век, па и потоа во текот на турското владење во Македонија, Лесновскиот манастир прераснал во главен културен и книжевен скрипторски центар во Македонија. Прв засега познат документ во кој се даваат податоци за постоење на книжевен скрипториум во оваа област, тоест за напишана книга во Лесновскиот манастир, е прологот со поговор од книжевникот Станислав, напишан во 1330 година. Во поговорот покрај другото се вели: врши сон книгон сија во области Овчеполској, в хоре Злетовстен, во горе Лесновстеј, во монастири Светаго архистратига Михаила и у гроба преподобнаго оца Гаврила. Писа же се книга сија повелением смерена игумена Теодосија, ронкоен многогрешнаго раба Божија Станислава.
Оваа значајна книга денес се чува во Српската академија на науките и уметностите во Белград. Истиот книжевник во 1342 година има напишано и друга книга, тоест Минеј, по порачка на Иван Оливер, познат во науката како Оливеров Минеј. Во поговорот, меѓу другото, авторот го запишал и следното. Писа, že се книга сија во лето 1342 при игумене Теодосии во лето по совршени храма архистратига Михаила повелением господина великаго војводе Оливера, рукују многогрешнаго Станислава, во месте рекомен Леснове, во монастир великаго војводе вишних сил архистратига Михаила у гроба преподобнаго отца Гаврила. Оваа книга се чувала во Белградската народна библиотека, но за време на Втората светска војна ја изгорена или исчезната. Нешто подоцна, тоест во 1353 година, во Лесновскиот манастир е напишан познатиот Лесновски Паренесис, кој што е напишан по се изгледа од некој ученик на Станислав, а може би и од него напишан како Такота Чрнац. Во поговорот покрај другото се вели: Написа се сија книга глаголемаја Светим Ефрем во земли Злетовскои, во месте рекомен Лесново, в обители светаго архистратога Михаила во лето 1353. Овој значаен ракопис сега се чува во Софиската народна библиотека под број 151. Од овие податоци се гледа дека во 14. век во Лесновскиот манастир се препишувале книги, па дури се истакнале и книжевни имиња како што е Станислав. Во 15. век пак имаме автентичен податок дека се пишувани книги во Лесновскиот скрипториум, а тоа е празничниот Минеј за февруари-август, напишан од книжевникот Радоња во 1429 година. Во записот што се наоѓа во ракописот се вели: Соврши се сија божествена книга во месте рекомен Лесново при храма светаго архистратига Михаила, рукоју многогрешнаго Радоње во лето 1429. Во 16. век, во околината на Лесновскиот манастир, поточно во манастирскиот скит, Успение на Света Богородица,
Постојат податоци дека таму пишувал книги поп Лазар, ученикот на познатиот кратовски книжевник поп Јован. Поп Лазар таму во 1571 и 1572 година напишал еден минеј и еден пролог. Во минејот за декември од 1571 година, поп Лазар, меѓу другото, на крајот го пишува и следново. Писа сию книгу о Каани, мънши во свештенице, поп Лазар од место Кратово в монастир. Во храм Пресветлие Богородице, честна го и славна го Еуспенија, во лето 1571. Во прологот од 1572 година авторот, меѓу другото, пишува. Писа си пролог грешни во свештенице поп Лазар в монастир Пирг во лето 1572. Во околината на Лесновскиот манастир, поточно во храмот Свети Никола, во местото Воинг, Злетовска област, исто така се пишувале книги. Постои запис од книжевникот Филимон од 16 век, во кој се кажува дека таму го препишал псалтирот со последование. Аз смирени иеромонах Филимон од области Злетовские храме иже светих отца нашего Николи, место рекомо е Воинг, списа сию книгу. Во Лесновскиот манастир книги се пишувале се до 19 век. Освен во Лесновскиот манастир и околните скитови, каде што имало скрипториуми, тоест се пишували и препишувале книги од 14 до 19 век, богата книжевно-препишувачка дејност била развиена и во градот Кратово. Може би што од порано во Кратово се пишувале книги, но ние денес имаме конкретни податоци за пишување книги од 15 век. Така, во запис во ракописен Панагирик од 15 век се вели: Сию книгу, Божествени Панагирик, написах у град Кратово. Во 16 век познатиот кратовски книжевник поп Јован формирал дури препишувачко-илуминаторска школа во Кратово, во која самиот тој препишал неколку прекрасни ракописи, а оспособил и неколку ученици како што се поп Петар и поп Лазар. Самиот Јован во своите ракописи редовно кажува дека ги препишал во Кратово. Така, например, во молитвеникот од 1526 година, што го препишал за своите родители, меѓу другото пишува: Аз,
mnogogrešni rab Božji i Svetije Trojice Jovan. Potrudiv se, ispisah siju božestvenuju knjigu gospodinu mojemu roditelju v leto 1526. A v mesto Bogohranimo Kratovo. Вековното создавање на книжно наследство во Лесново и Кратово придонело овде да се создаде голема манастирска библиотека за која македонскиот преродбенски писател Јордан Хаджи Константинов Джинот кажува дека во манастирот Лесново имало повеќе од 50 товари ракописи, а во 1855 година, кога тој го посетил манастирот, имало 10 товари прекрасни историски и богословски ракописи. Градот Кратово, според пишувањето на Джинот, бил полн со стари ракописи и нив најмногу ги имало во куќите на свештениците. Сите овие значајни ракописи во текот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век биле однесени надвор од Македонија. Написах с чернилом, растворено е слезами, ја сие писание принесу за љубов вама. Донде жевнем ја сија словеса написах, лице мое слезами ороша. Ми помјаваше сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предади. Осоговскиот манастир се наоѓа во Северна Македонија, во полите на Осоговските планини во близина на Крива Паланка, во местото Сарандопор, пошто е познат и како Сарандопорски манастир. Според некои преданија бил основан од пустиножителот свети Јоаким Осоговски, кој што живеел во 11-тиот век и се испоснувал и одречувал во овие краишта. Во 14-тиот век манастирот се наоѓа во деспотство на браќата Јоан и Константин Драгаш, кои што го обновиле и материјално зајакнале. Во средниот век во овој манастир постоел книжевен скрипториум. Најверојатно овде е напишано житието на свети Јоаким Осоговски. Се мисли дека овде го започнал својот монашки живот познатиот македонски писател од 14-тиот век Исаја Серски, кој што го има напишано прекрасниот расказ за страдањето на христијанското население во Маричката битка и по неа од 1371 година. И појдоша в Македонiju на изгнание турак. Тех убо не изнаша, но сами од них убиени биша. И тамо кости их падоша. Во 15-тиот, 16-тиот век во овој скрипториум книги пишувал книжевникот Онуфрија. Овде го напишал житието на Григорий Омирицки. Во својот запис Онуфрија вели: Сию книгу почех писати месеца ноемврија, први ден при игуману Гаврилу в монастир Сарандопор. Смирени и грешни иеромонах Онуфрија.
1491 iziđe car Bajazid sa vojnstvom do Makedonije i stoja 3 meseca. Do grade Filipuse i pak i raspustiv voje vzvrati se v Carigrad. Leto 1434. Pomrče slunce. Во месец јунија, среду, писах сию книгу. И в час не видех света. И греших назад стрих. Почело и друго и конец. Од Осоговскиот манастир познати се уште неколку ракописи, како што е, например, Празничниот Минеј број 113, што се чува во Софиската народна библиотека, во кој е зачувана најстарата служба на Свети Јоаким Осоговски и едно оригинално поетско дело на Свети Климент. Манастирот Свети Прохор Пчински се наоѓа во подножјето на планината Козјак, североисточно од Кубаново. Според житието на Свети Прохор Пчински, манастирот бил основан во 11 век од византискиот император Роман IV Диоген. Го обновил кралот Милутин во 14 век. Во текот на средниот век во овој прекрасен манастир развиена е плодна книжевна дејност. Тука се пишувани и препишувани книги. Се мисли дека овде е напишано и житието на овчеполскиот пустиник, отецот Свети Прохор Пчински, кој што во овие краишта се испоснувал и одречувал, тоест сподвижнувал. Постојат записи во кои што се кажува дека овде се пишували и книги, тоа значи постојал скрипториум. Така, во ракопис од 16 век, покрај другото се вели: Написах, аште и грубими слови, сию книгу и приложих цркви Светаго Отца Прохора Пшинскаго, 1510. Ракописот сега се чува во Црковниот музеј во Софија. Од богатата манастирска библиотека создавана во овој книжевен скрипториум, денес во Народната и Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје се чува само еден ракопис од 15 век. Тоа е службениот Минеј за Јули со пролози. Во 1836 лето сија книга манастирска писах аз, Димитрија Кочански, даскал и повезач книжник.
Манастирот Света Богородица Матејче, наречен така по селото Матејче што се наоѓа во негова близина, се наоѓа западно од Куманово во прекрасните падини на Скопска Црда Гора. Во 15-тиот век овој манастир прераснува во значајно книжевно средиште. Во него се пишуваат и препишуваат книги од видни средновековни книжевници. Така, 1409 година по заповед на деспотицата Евдокија, ќерка на зетскиот владетел Ѓурѓе Балшич и жена на јанинскиот деспот Исаул, монахот Герасим ја напишал книгата Диалог на Григорий Папа Римски, наречена Римски патерик, што денес се чува во манастирот Свети Павле во Светагора, а еден лист од овој ракопис се чува во Ленинградската публична библиотека. Во средината на 15-тиот век во овој манастир живее и работи еден од најголемите јужнословенски книжевници Владислав Граматик. Тој во периодот од 1456 до 1479 година има составено 4 огромни зборници со совршено калиграфско писмо и богата орнаментика. Преку делото на Владислав Граматик може да се види богатата книжевна активност и традиција во овдешните манастирски книжевни скрипториуми. Благодарение на конкретните податоци што ги оставил за себе во неговите зборници, ние денес со право можеме да констатираме дека во овие места постоеле скрипториуми каде што се пишувани врвни дела од христијанската литература. Писа же се сија книга господину Дмитру Кантакузину. Последни им вбијацех нарицаним тах. Јаком Владиславом Граматиком в Сечестнем монастири Пресветие Богородице. Сушче иже подкрили Црние гори в 1469 година. Во последниот засега познат зборник на Владислав Граматик од 1479 година се кажува дека и тој е напишан во манастирот Пресвета Богородица или поточно се вели. Исписа се сија божествена книга, рекоми Панагирик, последним вдјацех Владиславом Граматиком всечестнем монастири Пресветие Владичице наше Богородице. Иже открили Црние гори, в пределе Жеглиговцем, в лето 1479. Освен Владислав Граматик, во манастирот Матејче работеле уште многу знаени и незнаени анонимни автори и создале огромен книжевен фонд од вредни ракописи. За богатата манастирска библиотека во времето кога веќе почнала да се разграбува и уништува, ни дава податоци Джинот во Цариградски вестник, кој вели дека се до 1848 година имало 10 товари словенски ракописи, но тие биле уништени од арнаути.
Карпинскиот манастир се наоѓа во близина на село Орах, Кумановско. Црквата е посветена на Воведение Богородично. Подигнат е пред крајот на 14. век, а обновен во 16. и 17. век. Во манастирот постоел мощен активен скрипторски центар и богата ракописна збирка. Записа се сие свештено е Евангелие во монастир Карпинов, во храм Въведение Пресветие Богородице, во лето 1592. Труди же осем и поплати проигумен Кир Јоанакије, иеромонах. Ракописите од Марковиот манастир во текот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век се разнесени по светот и според нашите сознанија има во Државниот историски музеј Москва, Људова збирка, во Виенската национална библиотека, Југословенската академија знаности и уметности во Загреб, Српската академија на науките во Белград, Белградската народна библиотека, стара збирка и во Софиската народна библиотека. Во овој манастир пишувале и препишувале книги многу видни македонски книжевници, меѓу кои и преродбенскиот писател Кирил Пејчиновиќ, кој што бил и игумен на манастирот во почетокот на 19. век. Тука ја напишал својата книга Огледало, печатена во Будин во 1816 година. Од овие светилишта за прв пат почна да зрачи светлината на писменоста. Овде се случи истемницата, за потоа да го продолжи својот вековен пробив низ земјата македонска и целиот словенски свет. ми пом'янувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади.